Ова е трагедија што не уништи. Не се работи само за бројка, туку и за човечки судбини. Правда мора да има. Ова беше порачано денеска во Скопје на маршот на ангелите, кој што почна во точно 12 часот и 5 минути. Пред собранието родителите побараа надзорна расправа, но и формирање анкетна комисија и да се утврди вистината за која тие се сомневаат дека не изнесена на виделина. Протестниот марш е во очи првото судско рочиште за пожарот во Пулс, кој почнува в среда. Маршот го следеше Мирјана Мирчевска Јовановиќ, во живо имаме во вестите. Мими, протестот заврши таму пред кривичниот суд. Многу јасно може да се слушнат емотивни пораки, огорченост и барања за вистинска правда. Да чуеме што конкретно порачаа родителите. Крив е системот, не беше несреќа, беше неодговорност, правда за нашите деца. Оваа порака ја остави родител кој кога заврши маршот ја остави пред кривичниот суд со цел да ги потсетат институциите дека денеска беа тука на марш, дека бараат правда и оно што се случи да има одговорност. Борче денеска заврши маршот на ангелите овде пред кривичниот суд. Бројни граѓани и роднини на загинатите дојдоа овдека да искажат револт, да ја бараат правдата и со започнувањето на судењето на 19 ноември да почне се и да биде правилно да се почитува законот, а оние што биле виновни да одговараат. Навистина многу емоции, не само од роднините и родителите на починатите, загинатите во оваа кобна несреќа на 16 март, туку сите граѓани заедно со нив плачеа и не можеа да поверуваат дека починале 63 луѓе во ваква кобна несреќа. Сите побараа правда и повторно да не се врати ова што се случи. Да ги слушнеме тука изјавите. Оно што го бараме не е услуга, не е привилегија. Тоа е обврска на државата. Правично, транспарентно и навремено судење. Нашите најмили не се меѓу нас, но нивната судбина не смее да биде заборавена, ниту скриена за институционални пропусти, интереси или политички пресметки. Бараме да се слушне секој факт и да се утврди секоја одговорност, колку и да е непријатно. Денеска бараме овој процес да биде транспарентен, непристрасен и правичен. Така е! Обвинителниот акт опфаќа 35 лица, 3 правни субјекти, меѓу кои има поранешни министри, градоначалници, директори, инспектори и одговорни лица во фирмите поврзани со ноќниот клуб, со клубот на смртта. Болгата е наша, но борбата мора да биде заедничка. Така е. Да се справиме против најголемото зло, корупцијата, што им го одзеде животот на нашите деца. Бараме правда, вистинска, целосна и навремена. Мими, кажав и во најавата, маршот почна пред собранието и оттаму беше упатено барање до пратениците за надзорна расправа за трагедијата, но и формирање анкетна комисија. Што точно велат родителите за ова? Точно така, Борче, сопругата на починатиот Андреј Ѓоргиевски од групата ДНК, во име на сите роднини зборуваше и побара од пратениците да се формира анкетна комисија, која што ќе се утврди, навистина ќе се утврдат причините за несреќата, каде биле пропустите и зошто се дозволило да се настане ваква несреќа. Она што друго побара е да не ги заборават институциите и исто така беа револтирани што по несреќата пратениците 2 недели заминале на одмор. Тие велат дека никако не сме ова да се заборави, а донесените закони треба да се спроведат. Тука да ја слушнеме изјавите. Наследно луѓе, ве молам да за подршка, за да истераме правдата. Да истерате правдата вие со помош. Ова не е политички повик. Ова е повик од срце за правда, за вистина и за човечност. Почитувани пратеници, бараме да покренете иницијатива за одржување на надзорна расправа пред надлежната
собраниска комисија, како и да формирате посебна анкетна комисија за целосно и независно испитување на трагедијата, бидејќи загубата не е бројка, туку живот. Бараме да се утврди зошто институциите задоцнија. Бараме посебна анкетна комисија затоа што имаме право сите на вистина. Истражувањето што се водеше остана нецелосно, со многу отворени прашања, без одговор и недоразјаснети околности. Гледам јас седнале младите по кафиче, таму се сончаат, треба да додат тука. Сите имаме деца, сите имаме внуци. Може на секого да му се случи, не дай Боже. Случајно што сум тука од Германија, но повеќе од мала подршка, што е ова, не може повеќе. Кога повеќе треба да жалиме овие 63 жртви што не отидоа, или тие што останаа живи, каков живот ќе имаат понатака. Така, пред да заврши протестот, роднините и родителите на загинатите со голема благодарност до сите денеска што им дадоа поддршка и рекоа мала искра и светлина што не се сами во целиот овој процес. Судскиот процес за овие 63 настрадани, како и за 200 повредени во пожарот во Кочани, почнува од оваа недела на 19 ноември. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ за денешниот марш на ангелите пред почетокот на судењето за ПУЛС. Ти благодарам.